Добар ден, драги гледачи, повторно се наоѓаме во македонската кујна. Денеска ќе покажеме како се прави кокошка со ориз. Кокошката, како што знаете, се препорачува да се јади повеќе од црвеното месо, затоа што е поздраво и по-посно. И за да направиме кокошка со ориз, прво треба да земиме или цела кокошка, да ја исечеме на парчиња и да ја ставиме да се вари, или може да купите бутчиња, батаци, бело месо, да ги помешате и да ги ставите да се варат. Јас тука сакам да ви покажам, во тенџерето имам ставено секакви парчиња кокошково месо и ги имам сварено 20 минути, не повеќе. Но кога ќе почне да се вари месото, е многу важно да се отпени, да се извади цела пења, се што е неубаво излегува од кокошката и да ни остани сокот чист. И како што гледате тука, многу е чист и нема многу маснотија, затоа што ја вадев маснотијата додека ја вадев пењата. Кокошката е наполу сварена, ќе ја ставиме на страна и сега за да го направиме оризот, пак ќе почнеме со кромит. Треба кромитот да се испржи убаво и не ставаме многу, една главица кромит и малку младо кромитче. Овдека имам исецкано се што треба да влезе во оризот. Оризот за оваа тава која е 4 литри, употребувам 2,5 чаши ориз, тамам е 2,5 чаши за неа. И оризот е исто така многу здрава храна која полојна свет го јади, цела Азија и насекаде во светот луѓето го јадат оризот како главна храна, затоа што има многу витамини и минерали и оризот дава постојана енергија. И тоа е многу важно луѓето кога работат поготово. Во оризот покрај кромидот и младото кромитче ќе ставиме пиперка, домат, малку младо тиквиче, шаргарепа и се разбира макдонос, кој јас го употребувам во све. Макдоносот е многу здрав за јадење, затоа што во него има витамин С, има железо и има калциум исто. И сега ќе почнеме со загревање на маслото и бидејќи во сокот од кокошката има малку маснотија од кокошката, нема да ставиме многу масло, ќе ставиме две лажици, највеќе 3. И откако ќе се стопли маслото, ќе го ставиме прво да ни се пржи кромидот. Најпрво кога ќе се стопли маслото, ставаме кромит. Тука имаме една главица стар кромит. Ќе го измешаме убаво и ќе го оставиме да се испржи, да дојди светол, жолт, пожолтен и има убава боја и убав вкус дава. Откако ќе се испржи убаво кромидот, јас тука имам и малку младо кромитче, го ставив така за боја да изгледа поубаво. И се заедно ќе испржиме. Откако ќе се испржи убаво кромидот, ќе додадеме пиперки. Имам тука 3 до 4 зелени пиперки. Можете и црвени да ставите ако сакате. Пиперката исто така дава многу убав вкус. И се разбира, ќе додадеме домат. Имам овдека и исецкано 3 доматчиња. Се што ставаме во оризот е вкусно и го прави многу убав за јадење. И јас ставам во оризот млади тиквичиња исецкани, затоа што така го здебелуваат оризот и многу убав укус дава тиквичето. Не мора да ставите тиквиче ако не сакате, овдека ги викаат зукини. Јас ги употребувам во оризот и се разбира,
Морков. Морковот е исто така многу здрава храна, добра, полна со витамин Е, е добра за видот и се употребува во секое јадење, во секоја манџа ставаме морков и дава многу убава боја. И на крајот ќе додадеме Магдонос. Ќе оставиме сето тоа малку да се испржи. Ќе додадеме 2 лажичиња сол и може повеќе сол да додадете ако сакате, може и помалку. И исто така ќе додадам половина лажиче црн пипер. Во оризот не ставам црвена пипер, затоа што ми станува потемен оризот. Јас го сакам бел да се гледа. И сега ќе оставиме сето тоа да се испржи малку, да се состават сите вкусови од сите зарзавати што ги помешавме тука. И откако ќе се стори тоа нешто, ќе го додадеме оризот кој претходно го имаме измиено. Многу е важно да се измие оризот пред да се стави, да се готви, затоа што поминува низ процес во кој ставаат многу работи што не се убави за јадење. Јас секогаш го мијам оризот пред да го готвам. И ете како што гледавте, помешавме оризот со сите зарзавати. Многу убава боја има. И сега, бидејќи имаме 2,5 чаши ориз, јас на 1 чаша ориз ставам 2 чаши сок од кокошката. Значи, ќе ставиме тука 2 чаши сок за 1 чаша ориз и уште 2 за втората чаша ориз. И последната чаша сок од кокошката ќе ставам подоцна откако ќе го ставам оризот во тавчето. И сега, како што гледате тука, зовре се. Откако ќе зоврие се, не треба многу да вари, затоа што ќе се печи во шпоретот. Ќе го ставиме во ова тавче тука. Ќе ставиме целата смеса. Оризот со зарзаватите. И таа последната чаша, сокот од кокошката, сега ќе ја ставам, за да соберам се од тавчето што е останато. Ете вака. Го затвориме шпоретот тука. И ова ни е кокошката сварена. Како што гледате, сега со штипалката ќе го извадам месото кое е сварено малку и ќе го наредам одозгора над оризот. Ја оставам кожичката на кокошката, затоа што во печењето нема да се исуши месото, а после кога ќе јадете, можете да ја извадите. Затоа што има многу маснотија во кожата на кокошката и не сакаме да сите се пазиме од дебелење и да не земаме повеќе калории од што е потребно. Ако сакаме да оставиме белото месо, можеме да направиме со него супа, но друг пат ќе покажеме како се прави супа од кокошка. И еве сега како што гледате, убаво е наредено месото со оризот и со сите зарзавати и ќе го ставам во шпоретот да се потпечи, а ќе биде готов оризот кога целиот сок ќе се испие од оризот и кога ќе направите вака со лажицата да нема на дното никаков сок, тогаш е готово. Вака приготвената кокошка со ориз ќе ја ставиме во шпоретот да се пече 45 минути на 350 или 400 степени. И се разбира, ќе ја извадам готовата тава, која е веќе испечена,
И еве како што гледате, оризот со кокошката вака изгледа. Оваа тава со кокошка што ја направивме е доволно за 6 луѓе, затоа што има скоро 3 чаши ориз и има доволно месо, 4 до 6 луѓе може да јадат. Добар апетит и довидување до следниот пат. Никити, па дојде на сготвено. Денеска направив кокошка со ориз и сега, ајде да ја пробаме кокошката со ориз. Марјана, толку баа кокошката, кога качав угоре по елевејтер, многу помирисаше и си реку, Јана треба многу богата кокошка да направи, многу богато јадење со месо. Знаеш, месото за нашиот народ е многу, троа имаме месо. За секој дојде да ти треба да видиме какво е. Ние овие си велиме копанчина. Ти што сакаш, крилце или копанче? Јас сакам бутче. Бутче. Ово е бутче? Да. И малку оривче. Само копанче не си е. Копанче, знаеш, во стари крај, на малечките ни даваа само крилцата, да ги гризиме ковчината потро. Многу убаво се да имаме, да можеме да каснеме тропче копанче. Добро, пријатно. Многу убаво, Јана. Многу убаво кокошката.